Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Славните личности често знаат да претеруваат во своите желби, а ние решивме да ви откриеме дел од најлудите барања кои што музичките звезди ги имале пред своите концерти во Лондон. Верували или не, Дженифер Лопес побарала кафето да ја биде мешано во спротивен правец од движењето на стрелките на часовникот, додека Мараја Кери барала помошничка за фрлање на мастиките. Но доколку мислите дека тоа е претерано, слушнете што се друго останатите звезди барале пред своите концерти. Станува збор за обемна листа која што ја објави лондонскиот магазин Sun. Поп-дивата Бионсе за концертот во лондонската O2 арена побарала титаниумски сламки по цена од 600 фунти, како и рачно исечени котски мраз со кој ќе го освежува грлото. Ријана во Лондон барала со облекувална осветлена со свеќи, изобилство од свеќе, но и долг двосет прекриен со ледено сина прекривка, а исто така побарала и многу брза храна. Мараја Кери за еден настап побарала шампан кристал, сервис за чај за 8 лица, чистачи на воздухот, мало куче и мало маче, но и посебен помошник кој ќе ги фрла нејзините мастики. За нејзиниот концерт во Лондон на Мараја Кери и била потребна соба за 200 луѓе, 30 членови на обезбедувањето, йога инструктор, сервис за хемиско чистење, неколку готвачи, 20 меѓународни телефонски повици во соблекувалната, која што дополнително требало да биде украсена со виолетови, бели и розови ружи, секако правилно исечени. Дженифер Лопес побарала приватен авион и хотелски соби за својата армија на стилисти и шминкери. Скромно кажано, таа имала и чудно барање. Кафето да ја биде мешано во спротивен правец од движењето на стрелките на часовникот. Пеачката Бритни Спирс пак пред неколку години доставила список на барања од 2000 точки. Во соблекувалната да ја биде поставена врамена фотографија од принцезата Дајана, на која таа и се воодушевува. Воедно побарала и посебна паста за заби. Омиленото јадење на британците фиш and чипс и чизбургер од Макдоналдс. Холивудската актерка и сопруга на Мајкл Даглас повторна на рехабилитација за да се справи со своето биполарно нарушување. Незиниот портпарол изјавил дека Кетрин проактивно започнала со рехабилитацијскиот третман. После справувањето со сите стресови минатата година, Кетрин донесе одлука да се пријави во менталната институција за краток третман за незината биполарна состојба. Таа сега се чувствува одлично и е пресрекна што наскоро ќе започне да работи на 2 нови филма, изјавил тој. Инаку, ова не е прв пат сопругата на Даглас да бара медицинска помош за својата болест. Пред 2 години таа тајно заврши во болница, но информацијата за незиниот престој се појави во јавноста дури откако таа јавно проговори дека има проблем со биполарното расстройство. Пејачот Крис Браун откри дека размислува еден ден да направи албум со кантри музика. Пејачот призна дека би сакал да биде во позиција да може да прави каква што сака музика, но посочи дека ваквиот проект нема да го направи се додека не остари малку. Сакам секогаш да можам да права музика каква што ќе посакам. Кога ќе подостарам, можеби ќе сакам да снимам и кантри албум. Музиката е за сите. Кога ќе вметне жанрови во неа, веднаш некако ја одделуваш. Музиката треба да предизвикува чувства. Сакам да му значам нешто на светот. Не сакам да правам детска поп музика. Туку сакам луѓето да можат да пораснат со мојата музика, открил Крис Браун. Проблематичната звезда изјавил дека се што прави го прави со многу страст и дека кога сака, сака со сето срце. Тој неодамна го објави својот нов сингл Fine China, кој ќе се најде на неговиот најнов албум. Но неговата желба за снимање на кантри албум останува, а кога ќе се оствари, останува да видиме. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.